Како се роди идејата за создавање на музички регистар? Идејата не беше тешко да се артикулира, затоа што тоа не е револуционерна идеја. Јас познавам барем неколку идеи, неколку сервиси што го прават тоа. Тоа е прибирање на податоци за музички изданија, на кој што сервис можеш да преслушаш дел од музиката. Она што мислам дека е многу поважно е што беше мотивот за да се направи тоа. Мотивот беше и се уште е, доминантниот мотив е да се зачуваат податоци или да се прибираат и евидентираат податоци за музичкото творештво и музичките изданија кои што доаѓаат од луѓето од Македонија. Тоа е основниот мотив во комбинација со личниот интерес за музиката воопшто, а особено за домашната музика, кој што го имав јас во тој период кога се создаваше практично регистарот, пред отприлика 5 години, затоа што јас сум основачот практично на ова издание. Дали сметате дека доволно се грижиме и доволно слушаме домашна музика и ги поддржуваме домашните артисти? Ако треба да генерализирам, не знам дали е доволно. Не знам ни јас дали сум релевантен до крај за да зборувам за тоа, се разбира, затоа што не знам што се случува кај секој од нас. Меѓутоа, судејќи по тоа како таа се третира во медиумите, мислам дека има некаков растечки тренд последниве години. Мислам дека е подобро. Ако ме прашуваш мене лично, јас мислам дека треба многу повеќе. Музиката е забава, е убав дел од животот, кој што практично го консумира или го користи или ја слуша музиката секој човек на кој што другите основни потреби му се задоволени. Така што ако се слуша повеќе музика, мојата перцепција е дека на луѓето основните потреби им се задоволени и дека сега одат на следното ниво, а тоа е бавење со култура или конзумирање на култура. Така што би можело да биде подобро. На кој принцип работи музички регистар и дали секој уметник од Македонија може да биде дел од него? Апсолутно да. Критериумите за евидентирање на податоци за музички изданија, па и не само за музички изданија. Музички регистар прибира податоци за настани врзани со музиката во Македонија и од оние што ја создаваат и интерпретираат од Македонија, па и дополнителни некакви написи. Функционира на тој начин што ние сме проактивни и се обидуваме да дознаеме за што е можно повеќе изданија, што е можно повеќе настани, повеќе изведувачи, повеќе автори и да ги евидентираме техничките податоци за овие ентитети во системот. Се разбира, се повеќе, како се популаризира сервисот, се повеќе не контактираат луѓето од фелата и сакаат нивни податоци или податоци за нив да бидат дел од регистарот. Инаку, апсолутно нема никакви стилски, квалитативни рестрикции или било какви други рестрикции. Евидентираме се што ќе ни дојде под рака и до каде што можеме да допреме со нашиот радар, кој што право пропорционално соодветствува со нашиот капацитет личен и луѓето и тимот кој што работи во регистарот. И тоа го правиме, се разбира, за без пари. Значи, ако сака некој да биде дел со негово издание или нешто што мисли дека е вредно да биде дел од музички регистар и она што он го третира како теми, слободно може да ни исконтактира на некој од каналите кои што се поставени на сајтот и ние со големо задоволство ќе искомуницираме. Дали сметате дека можеби музички регистар може да биде одскочна даска за многу наши македонски артисти да стасаат до светските плейлисти? Како што е сега конципиран и дефиниран музички регистар, тој е наменет за македонската публика и не е премногу врзана за светот. Меѓутоа, растење на музички регистар во тој контекст е една од ултимативните идеи. Можеби не на светско ниво, следниот чекор или некој од следните чекори, бидејќи тоа е голем залак, за нас е да стане некаков регионален сервис. Па во најмала рака да биде некаква можност за домашните изведувачи, автори или музички работници, дел од музичката заедница, да им се подотвори можеби некоја врата за регионот, бидејќи мислам дека и тоа е на некој начин проблем. Не знам дали сум во право, меѓутоа имам впечаток дека ќе ги земам изведувачите за пример, дека многу повеќе изведувачи од надвор доаѓаат кај нас, отколку што ние успеваме да извеземе надвор. А тоа мене лично, да речам, не ми се допаѓа толку многу и во таа насока некако и работиме да можеме да создадеме некаква инфраструктура што ќе помогне во тој процес да наши луѓе
извезат свој сервис надвор, направат концерт или направат музика. Музички регистар, ВБ музички регистар во оваа форма и во оваа димензија што има сега е мал. Не може таму да направи значаен чекор, затоа велам да помогне или да придонесе во тој процес. Интересно е дека кога ќе го отвориме сајтот може да забележиме дека може да си купиме музика од нашите домашни артисти, а дали тоа се случува често и на кој принцип работи музички регистар кога е во прашање купување на домашна музика? Така, музички регистар практично не продава музика. Она што може да се забележи на страницата со детали за некакво издание, дали е сингл или е албум или е проширено издание, односно EP или музичка компилација, на некои од изданијата има линкови до некои од продавниците светски, каде што нашите изведувачи и автори ја поставуваат нивната музика. Некои од тие продавници се Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon. Значи, ние поставуваме само линкови до конкретните страници на овие сервиси, каде што може да се преслуша или да се купи музиката на тие автори. Во тој контекст ние немаме практично евиденција како регистар колку од луѓето директно ја купуваат или ја слушаат таа музика таму, освен за сервисот Amazon, за кој што ние сме своевидна филијала и практично на линкот кој што води до Amazon Music сервисот, ние продаваме наша музика, односно ние земаме само еден мал процент од продажбата на изданието на Amazon. И во тој контекст, да ти одговорам директно на прашањето, не сме продале ништо до сега. Не само во контекст на продажба на музиката преку музички регистар, него мислам дека генерално, земајќи ги сите услови во нашето општество и колку музиката е една од актуелните теми, мислам дека продажбата на музика генерално не е баш најсреќна. Да. Се согласувам со ова што го кажавте и за крај имам едно прашање. Дали сметате дека правите еден вид на музичка библиотека за идните генерации да слушаат повеќе домашна музика и да го вреднуваат она што го имаат, бидејќи јас лично како млад човек сметам дека тоа е многу потребно. Во прашањето е практично и одговорот. Една од целите е токму тоа, како што спомнав и на почеток, една од основните идеи зошто се тргна да се работи на ова, не само да се артикулира идејата. Ја мислам дека е многу е поважна работата отколку само да смислиш нешто. Е баш тоа да се даде акцент на домашното музичко творештво и едноставно да се мафне со рака да се каже луѓе, еве тука нешто имаме ние. Тоа е некаква вредност. Во ова општество, купи-продај општество, мислам дека создавањето на контент, особено на македонски јазик, и не мора да е само на македонски, нека биде и на другите јазици кои што ги имаме во Македонија со луѓето од различни етникуми кои што си го практикуваат тој јазик, да кажеме луѓе, еве имаме контент некаква содржина што е створена од наши луѓе, дај да се свртиме малку кон нив и да видиме што имаме, затоа што убедувањето е дека стварно имаме нешто. Наспроти еден куп флоскули што може да се чујат дека немаме сцена, немаме музика. Мислам дека имаме сцена, имаме содржина, имаме музичка содржина, само не обрнуваме внимание, а музички регистар треба да биде баш дел од таа приказка каде што ќе овозможи да покажеме дека имаме содржина. А како таа содржина ќе се конзумира или како ќе се користат податоците од музички регистар, кој што прибира еден куп многу интересни податоци, кои што може да служат нас не служат прво за анализа што се случува со музиката кај нас. Тоа е веќе работа на сите оние останати кои што ги знаеме или кои што не ги знаеме и кои што функционираат денес, а кои што ако продолжи музички регистар да обстојува и во иднина за некои други генерации кои што може да ги користат податоците, па и фонограмите до кои што референцира музички регистар.